Да, се враќаме во студиото. Можеме да кажеме дека во првиот дел од емисијата зборувавме за проблемите, за она што се случува во некои сектори на општеството кои се малку или повеќе проблематични, а овој дел од емисијата ќе ја посветиме малку за убавите работи. Не е се така црно во државата, имаме и убави и позитивни примери. Затоа тука е Тања Михайловска-Димитриевска, кој е лидер на организацијата ВОБА и женски амбасадор за Северна Македонија, меѓу другото исто така и директор во една инвестицијска банка во Англија. Вие сте еден интересен пример на лидер во оваа област, на ова поле. Добредојавте во студио 10. Прв пат сте тука и мило ни е што сте тука. Благодарам на поканата и ми е мило да бидам дел од вашата програма денес. Да, кога зборуваме за ВОБА, значи тоа е Women's on Boards Adria, жени во управување, во органи на управување, Јадран, регионална непрофитна организација, еден интересен пример кој представува и една регионална иницијатива која придонесува за интеграција, за подобро функционирање во оваа област. Можете ли повеќе да ни кажете за ВОБА како за самата организација? Да, секако. Како што напоменавте, Women on Boards Adria е непрофитна институција. Иницијативата е започната од април 2023 година на самитот НЕСД, самитот за Западен Балкан, кој што се одржа во Порто Монтенегро. Од таму е родена идејата за Women on Boards Adria, поради тоа што тоа влегува во делот на ESG стандардите. Целта е да се воспостави усогласување со Европската директива од 2022 година, чија цел на Европската директива е достигнување до 2026 година до јуни 40% жени во управни надзорни одбори или 33% на жени во лидерски позиции. Значи, ние работиме на регионот Адрија, значи земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Словенија и Хрватска, за усогласување со оваа регулатива, пред се ради тоа што земјите од Западен Балкан работат на усогласување со овие типови на европски директиви, поради тоа што чекориме кон патот на Европската Унија. Пред се иницијативата, целта на иницијативата да се постигне родова рамноправност. Значи, ние не сме само да се форсираат жените, туку да постои еднаквост помеѓу еднакви можности и помеѓу жените и мажите. Поради тоа што сметаме дека талентот и амбициите се подеднакво распределени помеѓу мажите и жените и поради тоа треба да постојат еднакви можности за нивно напредување во кариерата. Women on Boards Adria работиме значи на три столба. Првиот столб е развој на таленти, затоа што сметаме дека квалитетот на жените кои што треба да бидат застапени на овие лидерски позиции е многу значаен. Значи не станува збор за бројка, пред се станува збор за градење на тој пул на таленти кои што утре ќе напредуваат во кариерата и ќе седат на во управните или во надзорните одбори како што е кај нас. Вториот столб е вмрежување на жените, посебно на веќе постоечките лидери во управни надзорни одбори и на одредени потенцијали кои што се за новие позиции, со цел меѓусебно помагање. Значи тоа е тоа вмрежување, лидерско вмрежување. И третиот столб е работење со владата за воспоставување на одредени законски регулативи, дали ќе бидат декларации каде што ќе се воспостават некои таргети, цели или квоти со цел воведување на жени во тие лидерски позиции. Јас подоцна ќе напоменам што е предноста и на тие квоти. Да, кога ќе кажеме дека вие сте амбасадор за Северна Македонија на ВОБА, што всушност тоа значи? Дали значи дека вие ги координирате дејностите на организацијата во оваа држава? Дали има и други членови на ВОБА во Македонија? Да, сега ќе ви објаснам. Значи, секоја земја што е дел од овој Адрија регион, значи Women on Boards Adria, има лид амбасадор, значи главен амбасадор и кој што е лидер на иницијативата во земјата. Јас сум конкретно за Македонија и ги координирам активностите кои што се спроведуваат тука. Организацијата е премногу млада во Македонија, значи ние започнавме пред 1 месец, но премногу сум горда за позитивното прифаќање од страна на корпорациите. Значи веќе воспоставивме корпоративни односи со многу банки во Македонија и институции, значи со Прокредит банка, со НЛБ банка и со Шпаркаса, исто така со Макстил, со Тиквеш, со М6 едукативниот центар, кои се наши едукативни поддржувачи во целата оваа иницијатива, како и со EOS Matrix. Тие се првите компании кои што се корпоративни партнери и со кои заедно ќе работиме, кои што се веќе и до никаде имаат спроведено, поради тоа што ако ги слушнете овие имиња, веќе знаете дека голем дел
дел од нивните управни надзорни одбори имаат представници жени кои што веќе работат на агендата за разновидност и инклузивност и сметаме дека представуваат и како рол модели на самиот пазар. Значи всушност целта ви е да вклучите што повеќе жени од македонскиот бизнес, да речеме, или жени лидерки во да се вклучат во организацијата, така? Целта е да се вклучат жени лидерки, но машкото сојузништво е премногу важно. Значи ние не ги исклучуваме. Значи не е само жени. Не е само жени, затоа што сметаме дека мажите се тие кои што треба да дадат поддршката за да може жените да напредуваат во својата кариера. Поради тоа што го имаат искуството и се поголем процент во управните и надзорните одбори и веќе го имаат тоа искуство како они исчекориле на тој пат, како го поминале трнливиот пат и сметам дека тоа може да го пренесат исто на жените. Значи станува збор за меѓусебна соработка. Дали кога зборуваме за жени лидерки, дали зборуваме само за жени во бизнес? Или за сите сектори, за не знам, за социјални сектори, за други. За сите сектори, значи не се исклучува никој сектор. Зборуваме и за големите корпорации, зборуваме и за јавниот сектор, и за помалите компании, значи станува збор дека Европската директива зборува за 33% жени лидери, но не се ограничуваме ние само на компании кои што котираат на пазарот. Тогаш статистиката би била малку извитоперена. Не, прашањето ми е и друго, не само дали зборуваме само за бизнес како компании, туку зборуваме и за жени во политика, и за жени во невладини организации, да речеме, тоа. Посебно во политиката, исто така еден од нашите амбасадори е и Славица Грковска, господјата Славица Грковска, што значи она е вклучена во политиката, така да сметам дека посебно во политиката треба да се направат големи чекори за достигнување на таа рамноправност на жените во политиката. Да, ние имаме состојба каде што, да речеме, во жени градоначалници, мислам дека во моментов немаме ниту една или една нешто така беше одприлика, во парламентот исто така имаме минимални се бројките, во владата исто имаме неравноправен однос на мажи и жени. Иако не имаме закони кои, например, доколку излезе пратеник, да речеме, од собранието веќе избран, дека ако излезе жена мора да влезе жена и така натаму. Имаме некои закони кои фаворизираат, но сепак тоа не е доволно. Не е доволно и се уште не знам колку се почитува тоа. Значи сметам дека треба да се направат поголеми промени во тој дел. Значи, Women on Boards, ако зборуваме за асоциацијата, мисијата и визијата е тоа, да се постигне целосна рамноправност. Ако зборуваме за некоја крајна цел. Крајната цел е постигнување на целосна рамноправност на учество на жените во управните и надзорните одбори во Република Македонија. Да, дали таа рамномерна застапеност на жените доколку се постигне. И сега зборуваме за жени лидерки, нели? Лидерки, како што кажавме, лидерки во сите полиња. Тоа претпоставам дека потоа ќе влијае позитивно во однос на целата родова рамноправност во општеството. Претпоставам дека жените, оние кои мислат дека немаат шанса доволно, дека тие не се доволно добри како мажите, дека нема да успеат на пазарот, дека потоа ќе се охрабрат и тоа ќе придонесе потоа за нивно поголемо учество. Да, секако, значи предностите од овие остварување од крајната цел ќе бидат големи не само во, како што разговараме, во управните или надзорните одбори, во разновидноста на управувањето на корпорациите, пред се има големи придобивки и во економијата, поради тоа што сметаме дека активното и продуктивното учество на жените не само што влијае на зголемување на економијата, на економскиот раст, доведува до намалување на сиромаштијата, исто така има и големо учество и во развој на севкупниот на човековите ресурси. Пред се смета дека доколку тимовите се хетерогени, значи доколку тие се диверсифицирани, значи имаме и мажи и жени во одредени тимови, тие тимови се многу поуспешни за разлика од хомогените тимови. Значи станува збор затоа што со вклучувањето на различни луѓе, значи жени и мажи, имаме различни перспективи, различни идеи, иновативноста, креативноста ќе биде поголема. Самата London School of Economics има излезено со истражување кое што кажува дека доколку имаме разновидни тимови и застапеност на жени и мажи во лидерските позиции, тоа има многу големо влијание исто така и на зголемување на финансиските перформанси на компанијата, зголемување на профитот, но исто така и на нефинансиските перформанси, како што се репутацијата
позицијата на компанијата, бизнис имиџот на компанијата, иновативноста, креативноста, исто така доведува до привлекување на инвестиции, привлекува и ги задржува постојаните човекови ресурси поради тоа што сметаат дека има иднина за ниво самата компанија. Така да придобивките се многу бројни. Да, кога зборуваме за дека ова се и вие самата спомнавте дека се работи за исполнување на европската директива и обидот на земјата да ја постигне таа рамноправност, претпоставам дека состојбата која видиме каква е во регионот, дека таа на некој начин одговара и со европската интеграција на земјите. Дека земјите кои се интегрирани подобро стојат. Подобро стојат, но можам да кажам дека Македонија е лидер на во Адрија регионот, значи на Балканот, и тоа треба да сме горди до никаде, но секако чашата не е полна, значи има многу простор за работа. Процентот во Македонија е 33% жени во лидерски позиции, а за разлика од регионот каде што е 20%. Овој процент во Македонија... Барем во нешто да сме подобри. Да, и овој процент е на ниво на просекот што е за Европска Унија, во близина е, значи 35% е просекот во Европска Унија. Но што е многу интересно да се каже, дека во Европска Унија земјите кои што имаат задолжителни квоти во закон што се воведени, таргети, таму процентот е 38%. Тоа се Шпанија, Франција, Италија, они имаат задолжителни квоти. Додека другите земји кои што немаат задолжителни квоти, овие цели се само во кодексите на корпоративно управување, тој процент е околу 33%. Значи, сепак може да се види дека со воспоставување на одредени таргети и квоти во законска регулатива може да се постигне некој поголем успех. Но секако, овие проценти треба малку и со резерва да ги земеме, посебно за регионот Адрија, поради тоа што станува збор за компании кои што котираат на пазарот. И не сите компании известуваат за родовата еднаквост во нивната лидерски позиции. Значи, ние моментално работиме на подетални информации и се надевам во наредниот период може да имаме малку посевкуп на вклученост и на другите компании за да го истражиме процентот. Сакам да ја прашам нешто во однос на овие проценти што е, ајде на некој начин да кажеме другата страна на медаљата, бидејќи сте жена и од бизнисот, знам дека ќе ме разберете. Кога зборуваме за, ние имаме разни тука квоти кои најмногу се произлегуваат, да речеме, од рамковниот договор, тоа се етнички квоти и така натаму. Негативните аспекти на таквиот начин на работа се бирањето на квантитет во однос на квалитет. Дали секогаш најквалитетните кадри ќе изнедрат на површина, доколку се оди само според квоти? Па така и тука можеме истото прашање да го поставиме. Така. Доколку имаме фиксни квоти, каде што ние мора да вработиме жени, да речеме, еве сега зборуваме за корпорации, дали некогаш ќе го занемариме квалитетот во поглед на квантитет? И тоа е едниот од столбовите што го спомнав на Women on Board Adria, градење на тој квалитет на таленти. Значи да, квотите треба да постојат за забрзување на темпото за вклученост на жените, но квалитетот е најбитниот. Затоа ние се залагаме за градење на тој квалитет на жени, што ќе бидат обучени преку менторски програми, преку програми за лидерство, преку спонзорски програми. Затоа е многу значено самите компании да направат и некоја промена во корпоративната култура, поради тоа што тука станува збор за менување на мајндсетот на компаниите. Самите компании треба да помогнат да го развијат тој потенцијален кадар кој што го имаат во нивната компанија, преку различни лидерски програми, спонзорски, менторски програми со цел да се постигне и да се одржи тој квалитет. Кои се активности на организацијата тогаш во регионот? Како оди вашата комуникација? Кажавте дека во Македонија ви е добра релативно. Како е во регионот? Во регионот, значи, првата конференција се одржа во октомври 2023 година во Белград. Таму беше првиот лонч ивент за Србија, каде што имаше многу добра прифатеност исто така од политичкиот свет, од бизнис светот. Имаше преку 100 учесници, голем лидери во компании кои што се и како и во политичкиот свет. Беше поддржана од Стопанската комора на Србија, како и од Sustainary Partners, кои што се всушност и основачите на Women on Board Adria и покровителите на ESG Adria Самитот во Порто Монтенегро што се одржува. Така да започна од таму, имаме многу добра комуникација. Тимот наш е во Белград, значи постојано на секојдневно ниво ги координираме активностите во сите земји, но во другите земји допрва се започнува. Македонија е втора која што започнува со овие активности и потоа започнуваме со другите земји како што се Хрватска, Црна Гора, Косово и Албанија.
Кои се во Македонија, кои се следните активности? Во Македонија следните чекори се во март, како што е историскиот месец на жената, ќе биде на 22 март големата конференција за започнување на оваа иницијатива во Македонија. Со тоа што целта наша представува да ги собереме исто тука лидерите од големите корпорации, од бизнес светот, од политичкиот свет и да исто така ќе имаме представници од меѓународните институции и од иницијативата European Women on Board, кои што представуваат партнерска организација на Women on Board Adria. European Women on Board постојат 10 години во Европска унија, во земјите од Европска унија и они работат исто на усогласување со оваа европска директива. Ќе има представници и од таму и целта ќе биде да се разговара и кои се следните чекори кои што треба во Македонија да се направат за да се забрза интегрирањето и усогласувањето со оваа регулатива. Кога зборуваме за вашата мисија и за ова што го правите со вашата организација, тоа е на некој начин да речеме компатибилно и со борбата за поголеми женски права, нели? Нешто што е дел од една поширока борба во корпусот на човекови права. Сакам да ја прашам нешто друго, кое вака се однесува на предрасудите и генерализациите кои постојат. Сите организации се соочуваат со нив кога се борат за некој начин на подигнување или подобрување на своите права. Претпоставам дека тоа е и кај вас, а знам дека уште подобро ќе ми кажете бидејќи самата сте женско, сте напредувале во кариерата, знаете како е да се борите на тој пат. Се соочувате ли се уште со тоа, со генерализации, со предрасуди во поглед на вашата мисија? Предрасудите постојат, значи тие постојат не само во корпорациите, за жал постојат во општеството, постојат во семејството. Да, јас се прашувам пред се за општеството. Во општеството, да, но пред се тука ние сме тие кои што треба да направиме да бидеме гласни за да ги срушиме тие предрасуди. Значи ние треба да превземеме различни активности, да бидеме храбри, да чекориме и да можеме да ги рушиме тие бариери. Поради тоа што не можеме да оставиме само да чекаме и да се сменат работите. Тука станува збор за менување на многу работи, пред се во образованието, уште во самите почетоци, кога децата почнуваат да се школуваат и да се образуваат. Исто така и во самото семејство, кои се вредностите, како се распределени работите дома. Од тука почнуваат сите работи, поради тоа што тоа е базата за градење на општеството. Вие сега кога ќе кажеме, кога ве представуваме дека сте директорка во инвестициска банка во Англија и кога ќе ви кажам дека се уште постојат луѓе, ајде да речеме, еве сега за Македонија зборуваме, кои мислат дека жените не треба да се образуваат, дека не ни треба нешто да напредуваат премногу во кариерата, одиме сега на оние најкрајни стереотипи каде што велат местото на жената е дома, нели? Тоа е тоа. Како гледате на тоа? Бидејќи сега ве прашуваме дека вие живеете во еден сосема друг свет и кога ќе ве вратам во тие трибалистички мотиви, ајде да речеме. Немојте да мислите дека тој свет е многу поразличен, поради тоа што јас веќе 10 години живеам во Англија, на почетокот кога се преселивме таму, кога започнав да работам, значи во банката беше машки свет. Значи јас доаѓав тука од банка каде што беа 3 од 4 во управниот одбор беа жени. За мене промената во Англија, очекувањата беа различни. Јас очекував дека ќе одам каде што има поголема рамноправност, но на тие лидерски состаноци, на сениор менеджмент состаноци, значи од 13 менаџери, 2 ќе бевме жени. Но во Англија промените се случија многу брзо. Значи за овие 10 години се направени огромни промени прво во културата на самите корпорации што ја споменувам, поради тоа што таа е основата за да се направат промените и преку голема помош од мажите сојузници. Значи мажите беа тие кои што помага при самото вработување, подеднакви можности за жените, при оценувањето на перформансите на крајот на годината, при промовирањето, земање во предвид дека треба и жена да се промовира, кои ни се квалитетни жени. Значи, преку менторски програми, значи, ако си моментално на една позиција, чекај да најдеме некој кој што е искусен, го поминал тој пат, што може да ти помогне за поедноставно да напредуваш во кариерата. Таму се работеше многу и затоа процентот во Англија во моментот е 44% жени во управни и надзорни одбори. Од процент некој што беше минимален од пред 10 години. Така да, предрасудите постојат и таму, значи не е само дека кај нас тука постојат, но работите се менуваат. Значи, it is a man's world, полека се менува. Се менува. Полека станува дека не е баш така. Не е баш така, така. Како, кажете ми во поглед, сега ми е интересно вашата
кариера, бидејќи сте биле, кажавте и сама, во банкарскиот сектор и во Македонија, сега сте во Англија, значи се е различно, и поголема земја и поголем пазар. Кажете ми, ние се договоривме да не спомнуваме имиња на компании и така натаму, зборуваме сега генерално. Каква е таа транзиција, како изгледа? Дали на некој начин, кога ќе дојдете од така една мала земја, мал финансиски пазар, па уште и источноевропска земја, знаеме како е тоа, на вас гледаат малку со предрасуди, така со некаква резерва? Да, дали е тоа така? Така е. И дали тоа ви е дополнителна потешкотија да напредувате или дополнителен мотив да се докажете? Дополнителен предизвик. Тоа представуваше дополнителен предизвик за мене, поради тоа што точно доаѓав од помала земја, но јас сум професионалец во делот на ревизија, на внатрешна ревизија, и сметав дека искуството што го носам, затоа што ревизијата е меѓународна и каде да седите во која компанија, ревизија е ревизија. Сметав дека тоа знаење го имам, но банките се многу покомплексни. Значи станува збор за банки кои што имаат по 30.000 вработени, за разлика од, знаеме, банките кај нас колку вработени имаат. Пред се треба да се научат процесите како функционираат таму, какви типови на производи постојат. Така да комплексноста и предизвикот за мене представуваше полето за учење. Значи се отвара многу широко поле за учење, но и како да навигираш во својата кариера. Значи таму имав многу добри ментори кои што работеа со мене и кои што ми помогнаа како полесно да стигнам до таа позиција до која што посакував. Така да поддршката, не само ја спомнувам и од мажите, но и од жените, беше многу значајна за мене да напредувам како жена, прво како жена, второ како некој што доаѓа од помала земја без такво искуство со големи корпорации. Добро, ако направиме споредба на корпоративната култура на Западот, во Велика Британија и кај нас, како би ја направиле? Нормално сега мораме да исклучиме колку сме ние помали од нив, но генерално корпоративната култура кај нас и кај нив, што е разликата? Добро, зависи за каков тип на банки зборуваме. Во Македонија имаме интернационални банки каде што корпоративната култура, вредностите, значи баш се на ниво на компаниите, на банките, се пренесуваат на ниво на банките во Англија. Така да можам да кажам дека во тој дел нема големи разлики, но има други типови на разлики. Разлики во тоа како се работи со вработените. Значи како се комуницира, како се работи на развој на вашата кариера, колку се тие посветени. Значи не е само да се остварат перформансите и финансиските извештаи да изгледаат топ за банката, значи туку се работи многу да се задржат вработените, да се привлечат прво и да се задржат вработените и да им се помогне да се развиваат во нивната кариера. Кога зборуваме за банки, уште оваа споредба, имаме ли разлика во начинот на функционирање на банките, да речеме, во Велика Британија кај нас? Значи, на начинот во однос на работата која даваат, на услугата на граѓаните, на типот на услуги кои ги даваат, или отприлика тоа е исто? Има разлика поради тоа што продуктите се различни, заради тоа што имаме, ако тука имаме 10, таму имаме 10.000 продукти. Значи, различни продукти, различни услуги и има голема специализација. Значи, вработените се специализирани. Јас секогаш го споменувам примерот, ако ова е целата маса и ние во Македонија сме знаеле секогаш се за целата маса, во Англија некој знае само за штрафчето, поради тоа што баш е специализиран и работи само на тој дел. Таа специализација на почетокот за мене изгледаше малку чудна, поради тоа што јас сакам да ги имам сите мозаикот и да ги знам сите делови во банката, но за да се постигне тој квалитет во компании кои што се големи, со 20-30.000 вработени и со 10.000 продукти, мора да се има таа специализираност за да може квалитетот да биде на високо ниво. Тоа е поголемата разлика што постои со Македонија. Да, специализираноста носи квалитет, се разбира. Така. Добро, за крај, идните активности на Women's on Boards, Адрија, кои се, што планирате и кај нас и во регионот, како едно заокружување на мисијата? Сега започнавме со месечни разговори, воба разговори, со цел да тие месечни разговори се виртуелни и ги вклучуваме сите членови на Women on Board Адрија, значи од целиот регион. Целта на тие разговори е чекори, превземање на различни чекори, како да се подобрат условите за напредување на жените лидери, како и за вклучување на жените во различни типови на индустрии. Например, сега на 14 март ќе биде воба токс, воба разговори за жените во енергетиката. Значи имаме лидери од
индустријата за енергетика и ќе разговараат како они напредувале во нивната кариера. Пред се станува збор дека не треба да имаме клише дека жените работат само во овој сектор, ради тоа што жените може да работат и во IT секторот, STEM секторот, во енергетиката, во металната индустрија и со цел тоа сакаме да го представиме исто и на нашите членови, дека имаме и лидери и во тие индустрии. Тоа е еден од настаните. На 22 споменав за нашата конференција во Македонија и следно е нашиот роден ден на 24 април на ESG самитот што ќе биде повторно за Western Balkans во Порто Монтенегро, каде што повторно ќе имаме излагање за Women on Board Adria и ќе ги славиме 100 амбасадори кои што се во регионот кои што ги имаме. ESG самитот оваа година ќе биде на тема стабилно действувај денес за посигурно утре. Тоа е темата и покровители се владата на Црна Гора и Sustainary Partners. Да. Добро. Тања Михаловска-Димитриевска, во ова амбасадора, ви благодарам за ова гостување. Се разбира дека ќе ги следиме вашите активности, па се надевам дека после извесен период ќе направиме повторно пресек до каде сме. Благодарам многу. И со ова го завршуваме и ова студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и на вниманието и останете со програмата на телевизија 24.